Ние немаме здравствено осигурување, бидејќи се водиме како невработени лица со договор на дело, без ни еден ден стаж, значи немаме пензиско и немаме здравствено осигурување. Така да сите наши здравствени проблеми ние ги решаваме во приватното здравство со финансии од сопствениот џеп. Бараме итно покачување на платата на приватните специјализанти од износ на 26.000 денари во износ на просечна плата во Македонија, која што моментално изнесува 39.000 денари и 800 денари чином. Тоа всушност и беше договор меѓу Министерството за здравство и Сдруженијата во 2018 година, кога започна исплатата на надоместоците за приватните специјализанти, но нажалост ниедно покачување на лекарите до сега не ги опфати приватните специјализанти. Дополнителни барања се воведување на здравственото осигурување, потоа навремено исплаќање на ноќните дежурства и трансформација на договорите на приватните специјализанти од договори на дело во договори на неопределено, односно вработување на колегите на специјализација. Ние секојдневно сме во ризик да се заболиме, меѓутоа немаме здравствено осигурување за да се лечиме во случај на болест. Исто така, приватните специјализанти од женскиот пол сме дискриминирани во правото на остварување на родителство, бидејќи немаме породилно отсуство. Односно, тоа значи дека во тие месеци нас ни се укинува месечниот надоместок. Јас сум приватен специјализант на интерна медицина, трета година сум моментално од предвидените 6 колку што трае самата специјализација. Тоа што ние како приватни специјализанти не сме во една законска рамка значи дека секој иден специјализант, како што запишува во прва година, треба да се усогласи со Министерството за здравство, со Фондот за здравство, за да почне да се зема тој месечен надоместок, па така на скоро сите специјализанти во сите години, првите месеци ние не добиваме воопшто примања, односно тие примања почна да ни се даваат дури по 5 до 6 месеци, тоа не ги добивме ретроградно, што значи во првите месеци од специјализацијата ние бевме оставени без овој месечен надоместок од само 26.000 денари. Кога почна исплатата, ја добиваме навремено, конкретно ние на интерна медицина, меѓутоа дежурствата се проблематични, бидејќи тие доцнати по неколку месеци.